сите добре дојдовте во уште едно издание на Тин Феномен. Поради тоа што Михаил претходната недела беше на шетање, за денешните гости бев задолжена јас. Михаил, денеска не сум те нашла една гостинка, туку две гостинки. Ајде бе. Да, и тоа близначки. А што се друго што се близначки? Па сестри. Бе, мислев што работа. Тоа ќе го дознаеш подоцна. За и вие да дознаете што прават тие, останете со нас, затоа што започнуваме сега. Михаил, колку јајца можеш да ставиш во празна кошница? Не знам. Само едно можеш да ставиш. После првото не е поиќе празна. Дојде време Михаела да ни ги открие денешните наши гостинки. Денес со нас имаме две млади каратистки и едни мајсторки. И затоа едно големо добро дојде за Марија и Катерина Ордановски. Како сте? Добри сме, вие како сте? Супер сме, фала на прашање. Благодариме што ја прифативте нашата покана. Секогаш. Па кажете ни како започна каратето, љубовта кон каратето, кој ве натера и така натаму. На карате прво не запише татко ми. Ние уште не знаевме каков спорт тренираме и во што влегуваме. Бевме мали, негде 6 години, 5. И прво беше онака, не знам, без љубов некако, ама кога пораснав малце поголеми, се роди љубов и почнавме да го сакаме спортот и затоа продолживме понатаму да тренираме. Да, кога бевме мали немавме појма и на моменти многу сакаме се откажиме, наичевме да одиме, свативме дека е реткост да го тренира овој спорт некој да биде доста успешен и продолживме. Така, како женски, мислам, како чупирина веќе се вклопивте во такви боречки вештини. Првиот појас е бел, така? Да. Сега, која е разликата помеѓу појасиве, вака, помеѓу бојата на појасите? Ајде. Бојата на појасите ствари представува некаква спремност. Како се поголеми растиме, така повисок појас, колку ствари сме спремни и колку сме научиле. Највисок појас е црн и тогаш стануваме мајстори, тренери и сме спремни да изучуваме. После црниот нема други бои? Полага, нема бои, ама се дели како даној. Црн, прв дан, втор дан, трет, четврт, пет, шест, така. И појасите се еднобојни или се поразлични на како? Еднобојни. Да, еднобојни. Има жолт, портокалов, црвен, виолетов, зелен, прв плав, втор плав, кафен, црн, црн, црн. Ало? Ало, Михаил, иди брзо, значи, ич не ми јарно. А што да ти земам? Ами штикли. Так, како изгледа еден ваш тренинг? Многу напорно. Зависи, тренинзите се поделени на тренинзи за техника и тренинзи за кондиција. На тие за кондиција повеќе трчаме и правиме кондициони вежби, а додека на тие за техника правиме спаринг, едни со други вежбаме нови техники, ги повторуваме, доста е напорно. Так. И колку е важна менталната посветеност? Дали треба да си спремен за тоа такво нешто? За каратето треба да си многу ментално спремен, пошто треба многу да мислење да вложиш, која техника да ја сработиш, пример во борби, треба повеќе да си ментално спремен, да не чувствуваш страв, да немаш трема, бидејќи некогаш доаѓа до некаква повреда и треба да си спремен пред да влезеш во борба за да на секакви повреди да се спремен. случи. Да. Така, спомнавте тремата. Како ја надминувате вие тремата? Доколку ја имате? Тремата не ја надминуваме, никако. Иако сум од мали години влезена во каратето, уште имам трема, иако знам како изгледа секој надпревар, исто кога да одам прв пат на надпревар и имам многу трема. Да, секој нов надпревар е трема. Ама како се ближи времето за борба, се намалува тремата. Так. Кој ви е најголем успех до сега што имате постигнато? Мислам, не мора да биде некој место, него вие така што се чувствувате дека еве тоа ми е најдобар успех до сега. Вака, најдобар успех ми е ова лето на 31 август кога имаше државен куп на Македонија, освои второ место.
Тоа беше прв медал во цела година, во цела сезона. Бев доста разочарана и нервозна. Многу се разочарав и премногу напорно вежбав и сум презадоволна со тој успех. Тој ми е најголем. Најголем успех ми е во 2022 кога излегов на Балканско првенство во Србија и зедов 12-то место од, не знам, таму 40 и некоја и тоа ми е на сега најголем успех. Така, Ако морам да избам еден. Така, во Србија рече било на преборање. Сега кажи некоја интересна случка, тоа ми се случило нешто интересно. Некоја незгода, нешто, не знам. Некоја незгода, го турнавме Лустеро, ако тоа се смета како незгода. И така бевме каснети малце, ама среќа па требаше да се враќаме во Македонија и не беше ништо страшно. Така. Дали сте имале некоја повреда, поголема повреда? Поголема повреда, коленото го имам изместено. И од тогаш друга повреда, окото ми го има помодрено. И друга повреда, носот го имам скршено. Немам други така поголеми повреди, само. А колку е, дали е голема конкуренцијата во карате како... Да, значи застапени се и девојчина во карате. Да, во Македонија. каратето во Македонија не е многу така популарен спорт, не е многу развиен спорт, а во свето е поразвиен спорт и има многу поголема конкуренција на женски надпреварувачи отколку на машки надпреварувачи. Поголемата конкуренција е во кати кај женските, а додека кај машките поголема конкуренција во борби. И во Македонија исто така. Повеќе има женски, ама Не, знаеш што ти е така? Оти во катите сите години се воедно, а во борбите се поделени по килажа. А кати шо се ствари? Која е разликата измеѓу ката и борба? Да. Катата е борба со замислен противник и имаш ката. Таја има име. И таја има почеток и крај. И ја вежбаш одредено време. Каже треба да почнеш, таму треба да завршиш. А борбата трае 2,5-3 минути и таа е борба со вистински противник, со штитници, со нараквици, со се. И не може на сите исто да му лежа кати и борби. Борби не може сите да работа и кати не може да работа сите. Така, спомна штитници, значи тој фактички опрема што користи. Да. опрема за да не дојде до некаква повреда. Така, значи што користите ствари на раквици? На раквици, костобрани, папучи и помалите користа кациги Гумици. и гумици. Губици се за... За завид. за- за завид. Како бокс. Да. А што преферирате вие на кати или борби? Борби. Двете не можем да изберам, ама малце повеќе борби. Така. Која е најголемата мотивација што ве тера да станете на забајле или немам, кој имате тренинг, да дојдете на тренинг? Најголема мотивација е друштвото, а после се и родителите. Имам премногу поддршка од родителите за се, најмногу по спортот, од татко ми. И така, стануваме и една со друга сме си исто така голема мотивација, за да, ако не оди едната, не оди другата. Да, мотивацијата мислам дека најмногу во спортот е потребна. И како што кажа Марија, друштвото најмногу ни мотивира. На карате имаме прекрасно друштво. Така. Кои се вашите идни цели понатаму во каратето? Најголема цел ми е да излезам на светско првенство. И еве почната сум со вежбање за во февруари, ако се случи тоа здравје Боже, да излезам на светско првенство. Ако не, година. Има време. Има време. Исто, на светско првенство, премиер лига на некоја голема така, со светска конкуренција се надпреварувам. И да не земам ништо, да излезам. Да, битно учествуваме, да. Кажете ми сега која боја на појас вие имате? Кажахте дека има многу боја на појас. Ние имаме Кафен. кафен и сега за неколку недели треба да положиме за црн појас, спремаме техники, спремаме за црн појас и после чекавме да наполниме 15 години за да можеме да полагаме за црн појас. И сега кога ги наполнивме, конечно можеме да полагаме. После чекање многу време. Така, како изгледа сега Да. полагањето на појас? За полагањето за секој појас има техника со различна тежина, од жолт најлесна до црн најтешка. Имаме неколку техники со рачни и ножни елементи. Потоа имаме две кати кои ги спремаме да ги извежбаме, потоа имаме со бункај, тоа е објаснување на катата, односно исто како борба, ама ја објаснуваме катата без нараквици, без ништо, како вистинско Так. удирање и накрај имаме борби и сето тоа како целина има комисија и тоа го оценуваат дали ќе положиш или не. Така, а сега со спремањето на положување на нов појас ви зголемува број на тренинзи или?
Не. Број на тренинзи останува ист, само ние се чувствуваме како поспремни, како да имаме повеќе искуство од другите, секој појас е пак различно искуство и така. А да, повели. Во кој клуб тренирате? Тренираме во карате клуб Бонсај. Тренери ни се Валентина Пордеска и Дамјан Ристецки. А ги викате како тренери или како Не, мајстори? мајстори. Мајстори. Мајсторе, стручно. Дали има некоја посебна тежина во освојувањето на погорните појаси? Да, многу е потешко. Од жолт појас дури стасавме сега, многу е потешко, многу вежбање, многу години. Скоро на секоја година се зема појас. И да, со секој појас е зголемување на техниката, зголемување на кати, потешки. Кога ги имавте првиот бел појас, дали мислите дека некогаш ќе стафате до кафен појас? Не. Не, знаев дека некош ако се трудам многу, дека ќе стасам довде. Ама тогаш кога почнав многу мрзлива бев и мислев дека ќе се откажам и нема стасам, ама од дома не ме пуштаа да се откажам и сега сум многу благодарна на тоа. Така. Значи, дали имате некој надпревар, надвор од Македонија, што ви оставил најголем впечаток, онака, некоја интересна случка, Да, ова е во друштво, Србија. некој што се Балканското Србија. првенство, да. Со ламбата што скри. Да. Бев нокаутирана, малце, Така. и се онесвестив, и то малце. И така Од се ми остави, помалце. да, ми остави впечаток, пошто бев задоволна од мојата изведба и немав да се пожалам така. Бев задоволна. Да, се запознавме со други деца. Многу е битно дружењето во каратето. Сепак не е само така да појдеш како клуб, туку и со другите градови, другите клубови да се дружиш. Така. Еве, Великден се ближи. Кажете ми што значи еве за вас празникот Великден? Како го славите и дали го славите воопшто? Претпоставувам дека Чекаш да кажам. Така. Великден е голем христијански празник, како што знаеме, и јас мислам дека сите треба да поминат дома со семејството, со најблиските, со најсаканите, и ние така. Така. А дали е подобро еве да се кршиме со варење или со дрвено јајце? Со дрвено Со јајце. дрвено, јас се спремив, си купив. Се што си издава. Нема никој да сака да се крши со мене. Нема да видам. Благодариме на гостувањето и што прифативте нашата понуда. Благодариме и ние. Понатаму ви посакуваме повеќе успеси. Да. Благодариме. И да излезете двете на светско првенство. Фала. Ќе ви се јавиме ако излеземе. Тоа. Ќе ви извести. И полека, но сигурно дојде уште еден крај на нашата епизода. Ова епизода завршуваме празнично расположени. Така е, Михела. Се надеваме дека барем малку ве насмевнавме и ви беше интересно. Се гледаме наредната недела, а до тогаш останете на исто место во исто време. Христос воскресе! На вистина воскресе.